На почетокот од новата година, ние новинарите вообичаено разговараме уште за годината што изминала. Затоа тука со мене во студиото е Иво Ранџеловиќ. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Хајде да направиме една рекапитулација на оно што ни се случи минатата година. Имаше многу работи се случи во Македонија, се смени власта, нели, имаме нова председателка. Каде да почнеме? Знаете како е кај нас, како беше она, ќе ја преведам, годината проаѓа, денот никогаш. Жарко Лушевиќ. Да, некако така е ситуацијава во Македонија. Не е годинава, туку 30 на години наназад. Меѓутоа, да, имавме, нели, не само што имавме промена на власт, имавме тоа каква промена во делот на резултатите, нели? Сметам дека експлицитна промена на власт. Ајде така да го дефинираме, забележителна е таа разлика, односно тоа незадоволство кој излезе на површина од мнозинство народ, сега остануваат многу, ајде да ги кажеме, нејасноти која е точна причина за сето тоа што се случи, иако ги има повеќе, но некако се лицитира. Зошто туку граѓаните? Тоа беше како некој микс на незадоволства. Па неверојатно тоа е најадекватната дефиниција. Се собраа повеќе работи, дел од нив би рекол дека се и објективни. Дел се и не субјективни, меѓутоа надвор од контрола на таа власт, која што беше како што се оние консеквенции нели од короната, во делот на инфлацијата и сето тоа е нешто што веројатно не можете да го светска политика контролирате, да. Меѓутоа во оној дел нели на промената на името и како се однесуваше владата, подоцна францускиот предлог кој не се нели во оваа година, меѓутоа консеквенциите некако излегоа на површина оваа година, се до оној договор со Бугарија и односите кои ги живееме денес со нив. Тоа некако како да приличаше. Токму така јас сето тоа би го завил со една машничка која се вика сервилноста кон албанскиот фактор. Пред се, иако многумина милуваа да кажат кон Дуи конкретно, меѓутоа јас би го рекол кон албанскиот фактор, сето тоа некако го растревожи барем оној дел на македонското јадро во оваа држава и сметам дека токму тие се најзаслужни за резултатите кои ги видовме сега. При ваква една резултатска слика, сметам дека оваа власт има и тоа каков притисок, односно веќе нема алиби нели да се вади, ајде така да кажеме, доколку не ги исполни, не ги испорача резултатите, односно очекувањата на оваа голема маса на народ. Меѓутоа, народот македонски, ајде ќе кажам сите граѓани во оваа држава, според мене гласаат секогаш против. Некако таква навика имаат, излегуваат на избори. Казнуваат. Да. Или казнуваат на еден друг начин, како што тоа Социјалдемократскиот сојуз на овие избори највеќе го осети, а тоа е да не излезат и да гласаат, односно своите гласачи, нели, кои традиционално гласале за таа партија, во голем дел не излегува. И тоа може да се ослика годинава, нели, 2025 на локалните избори. Очекувате повторно СДСМ да има сличен однос кон своите гласачи? Односно гласачите кон СДСМ? Па искрено не мислам дека ќе дојде до нека драстична разлика на контото на Социјалдемократскиот сојуз, ниту надоле, ниту нагоре. Пред се затоа што не сметам дека се консолидирани во своите редови доволно и го немаат тоа време за да испорачаат нешто ново. И сметам дека да, нешто слично ќе биде во делот на апсолутните гласови, што не значи па дека во делот на општините распределбата ќе Добро, тоа е комплицирано, не е секогаш исто сега дали у рамков има и своја математика, па може ќе се коалицира нели со некој за тоа и така натаму, меѓутоа да, горе доле очекувам некој сличен резултат. Така што во делот на локалните избори ќе видиме што ќе се случи. Бранот е таков да сметам дека ВМРО-ДПМН ќе издвојува големи победи, па дури во оние општини каде што биле бастиони на Социјалдемократскиот сојуз, како што е Карпош центар, и тука ќе биде во најмала рака. Може би дури Струмица некој споменува. Така е, Струмица, да. Што би било, нели, еден. Во тој дел ќе биде интересно. Голема работа би било тоа. Да, апсолутно. Да. Добро, сега значи, нели, имаме промена, а што ни донесе промената? Имаме ли сега за сега нешто опипливо од новата власт? Па оно што може да го коментираме. Да, оно што може да се коментира, ајде да кажеме таа доследност или тој инает на оној дел од програмата, да речеме, укинување на балансерот или потребата на јазиците или односот кон албанскиот фактор кој нели ги растревожи. Да не е сервилен. Да не е сервилен и сметам дека тука до сега интересно во
најмала рака владата го игра тоа оро, ајде така да кажеме, ќе видиме тоа како ќе се одвива понатаму, особено ако дојде ситуацијата нели да се гласаат уставните измени, без разлика дали тие биле со некаква одложена дејство или не или истиве. Меѓутоа, дали и повторно така ќе се однесува владата према коалициониот партнер или од албанскиот блок, меѓутоа во тој дел морам да забележам дека се истрени барем за сега, неколку месеци колку се на власт, и тоа ви оди на политичката калкулација на ваше конто, нели во делот на гласовите и така натаму, и тоа мора да го имате предвид кога водите една партија. Но прерано е да зборуваме, не знам, за економските импликации и сето тоа. Особено нели сега со доаѓањето на Трамп на власт, доколку се воведат нели сите тие тарифи, доколку се смени целата таа и политичка и економска ситуација, не многу работа би зависеле од оваа власт. Ај за Трамп малку подосна така, сакал. Нели ова е многу интересно за тарифите да го разговараме. Сега значи кога говориме за новата влада, јас тука би го искористил она што синоќ го кажа Александар Николовски, вице-премиерот и министар за транспорт и врски во владата на Република Македонија, кој вели што се однесува нели за преговорите со Европската комисија, нели на бугари во устав и така натака, тој вели дека нема да се прифати нели уцени, нови диктати од Софија, нема да се влезе во една наивна игра, како што е нели ај сега ќе ги ставиме бугарите устав, па после ај се ова сменете го или нешто друго, нели постојано да влегуваме во некои замки од Софија, дека едноставно не влегуваме без некој механизам за заштита, кој што они го гледаат во одложено дејство на уставните промени. Исто така каже и дека Европската унија не е подготвена да ја прими Македонија, и не само Македонија, туку целиот регион, и тоа е одлука на големите држави, не е речен, но јас додавам, тоа се Франција и Холандија. Сега, како мислите ќе се одвива наредниот период? Ќе глумиме дека одиме во Европа, тие ќе глумат дека не примаат, а никој во суштина ништо нема да прави? Па вака се, ја би се согласил во потполност од тие две констатации што ги рекол дотичниот господин, меѓутоа малку би ги издискутирал, пошто се многу поинтересни од тоа што вака звучат. Првата работа е што ова мислам дека риторика би траела некаде до локалните избори. Па да видиме дали после тоа ќе омекне ставот на постоечката власт, и второ, дали власта ќе прифати нешто што е измеѓу ова што го имаме сега како договор и измеѓу тоа одложено дејство. Значи некоја точка запрека со која ќе може нели да мафта пред јавноста за подосна да ги изгласиме уставните измени. Бара некој оправдување, нели, да не биде се како до сега. Токму така. И втората работа на првата констатација негова е во ред, доколку е така, дали имаме алтернатива. Повторно се враќаме на тоа, на тој досаден разговор, а тоа е алтернативата која е. Нормално дека сегогаш постои, меѓутоа веќе сте на власт и може алтернативата да биде како и до сега, нели? Меѓутоа кажете, бидејќи сега не сте во кампања и не сте во избори, сега сте на власт, кажете, алтернативата е вака да биде. Ако прифати народот така да биде, нека биде, бидејќи мнозинството тука одлучува. Не би се кладел дека нема да биде. Да. Какви се во моментов. Во ред, таков е системот. И втората работа, тоа дека големите сили, односно Европа, не сака да влеземе во моментов, тоа е апсолутно точно. Меѓутоа, она што е многу важно како порака да го испратите до народот е токму тоа дека тие реформи ние не треба да ги правиме за нив. Точно е дека не сакат, но тоа не значи да не ги правиме реформите. Затоа што тие реформи се добри за нас без разлика дали ќе влеземе во Европска унија или не. Не се реформи сега. Зборувам во оние нели па дури и поглавјата, нас не ни треба да отвориме некое поглавје за да го спроведеме. Нели, значи сепак таму има одреден корпус на инструкции која сметам дека се здрави за нас. Борба со корупција, нормално, економски развој, екологија, тоа се би треба и без Европска унија. Јас би постапил малку повеќе како така по хазардерски, да кажеме како државник, значи доколку сметате дека не сакаат големите сили, па покажете и вие заби, кажете не сакате да врете, ние не сакаме, тераме по наше. А дали тоа ќе се случи некој грузинско или украинско сценарио? Ако кажеме ние, слушај, ние се откажуваме од Европска унија и така и украинците се откажуваат. Може да се случи грузинско сценарио, но може да се случи и сосема обратно, колку и да звучи ова чудно, а тоа е тоа да биде решението за брзиот пат до Европската унија. Да кажа добро, момент, добра е. Да,
Значи тоа не е исклучување. Зошто? Затоа што во тој случај вас ви бега центарот на гравитација кон некои други центри на моќ. За многумина тоа тука значи Белград, некој Москва и не знам како, меѓутоа сето тоа е Белград е на истиот пат. Москва би било страшно, Белград не е. така е. Да, меѓутоа врз Па е тоа српската дека политика Брисел се иде. прави некој обрач нели на ЕУ и НАТО членки за да и таа биде Да. притисната, така што се е тоа ставено во контекст. И би рекол дека она што е најстрашно е што се коцкате со тоа, бидејќи никој не го знае резултатот. Може да ви изолираат, може да не ви изолираат, може да ве примат, може да не ве примат. Меѓутоа не верувам дека во Македонија постои политичка партија и номенклатура која е решена со ова да се коцка. Ако ништо више ќе им помина мандатот 4, 5, 10 години нека се, надевајки се на некои одложени дејства и така натаму, и тоа да остане како што велите, вака како што е. Тоа е поверојатно одошто да се коцкаат и да се обидат, сега ние добро и ние не сакаме да влеземе, секој по своето. Така да. Да. И сега го споменавме Трамп, нели веќе. Тој нели сака да наметне нов систем, односно нови односи на Соединетите Американски држави во односите со другите земји, а тој е нели она покачување на тарифи, наметнување нели на глоби кои што ќе бидат наметнати во трговијата. Бројни стручњаци велат дека до тоа тешко би можело да дојде, но ние се нема да разговараме за проблемите на Америка. Да. Би разговарале за нашите проблеми. Што би значило тоа, дека ќе има помалку инвестиции? Па инвестициите се помал проблем во таа равенка. Поголем проблем е што инфлацијата ќе биде многу зголемена и тоа е неизбежно. Едноставно така функционира економијата. Трговската размена ќе биде нарушена со тие тарифи и тоа по автоматизам значи Недостаток на производи и инфлација. И самото ваше производство домашно ќе чини повеќе, а и самата куповна моќ на граѓаните ќе биде омекната, односно падната. Затоа велам дека овие што се да речеме десничари или ултрадесничари, како да ги наречеме по Европа, многу наивно се асоцираат со владењето и политиката на Трамп, бидејќи се она што го прави Трамп во надворешниот дел на економијата е погубно за десничарите, односно за Европа Во како Европа. да. Кој ќе кари тој Русија, ќе кари Америка Кина, на- но не и Европа. Тој момент Америка на прво место не значи Европа на второ место. Така што тоа треба многу луѓе да го сватат во Европа и ќе биде исклучително тешко за нас. На крајот на денот Конкретно за Македонија Македонија ќе биде очекуваме послаб. доколку се случат тие Тоа тарифи, ниедна јас не сум наша убеден. владина политика не може да го Да. така да го. Не може, затоа што знаете како ние како држава ние не сме фактор, има многу држави како нас кои не се фактор, односно се минорен фактор на политичката и економската сцена и би требало да функционираме во релативитет. Ние доколку не сме во некаков сојуз, дали тој безбедносен, економски, тешко нас, бидејќи како фактор не носите одлуки, зависите од другите, а при тоа немате влијание да го измените курсот на светската политика. НАТО нешто многу со Трамп нема некое значение. Токму претерано така, големо. дури во овие моменти многу е веројатно дека ќе бара зголемување на буџетот нели за одбрана, односно за оние средства кон НАТО, така што и тоа ќе биде Да, ама ако би било 3%, Оптеретување како што додатно. тој вели сега 3 или 3,5%, тоа би било страшно оптеретување за секоја земја. апсолутно меѓу другите и за нас. За нас би било можеби, не знам, Но навистина од сега друга- преголемо. Но од друга страна би требало да разберете нели и таа страна, тоа е американската страна, бидејќи па не може они да не бранат, да ги дадат парите, а ние да седиме мирно и да бараме добра економија Па не, нас тоа ни се и свиѓа. благосостојба. Нас тоа ни се допаѓа. Мислам, кога викам нас на цела Европа, вклучувајќи и Македонија, да ве брани некој од Ја Русија, живеам не во знам од Република Кина. Македонија, мене тоа ми интересира, мене многу ми одговара тоа да ние да Пари не за даме НАТО пари. не ми на- се дава, ама сакам ако дојде до нешто да не Ама одбрани. да има некоја инвестиција, некои пари, некој да се потроши. Изгледа така дека може. доаѓа Да. крајот на тоа. Па изгледа ние дојдовме она како беше во кога веќе све е изедено, се е испирано и доаѓаме и не на автобиографија на Бранислав Нушич баш така почнува. Тој се родил кога веќе татко му сиромашил, па не можел да ужива во некоја благосостојба и тој вика како да дојдете на некој богат ручек, се изедено, се испиено и ви вика да не сакате јајце да ви спржиме, така и ние Да, во баш така. во тој дел од Ние можеби историјата како нема. јавност не сме толку упатени во тоа како функционира НАТО, што значи НАТО за нас релативно и млада членка сме во сето тоа.
Меѓутоа би требало да се привикнуваме, бидејќи едноставно така функционираат сојузите. Сега ние продадовме ни еден куршум, ни еден нешто да успеевме во тоа, нели нешто да се снајдеме, економски да заработиме, зашто НАТО само по себе нели е пакт. НАТО е пакт, но нуди можност за економски развој во на некои сфери, нели? Така, меѓутоа ние немаме време да кренеме главата од нашите овде проблеми кои сами си ги задаваме, никако да ги решиме од корупција, од партизација, од сето тоа немаме време да поентираме ние низ ова што го зборите. Сега има и две кризи, една е близкоисточна, друга е источна европска. Оваа вторава во последниве, да кажеме, во последниот месец од годината беше доста актуелна, тоа е нели оној тотален колапс на Сирија и на Башар ал-Асад, на неговиот режим. Дали тоа исто така може да има некои импликации за Македонија, нека нова мигрантска криза, тероризам? Не е исклучено. Да, се разбира дека ќе има и не само врз Македонија, туку и низ цела Европа, барем во делот на миграцијата. Меѓутоа контекстот, како и што поминува досега, да. Сега имаме една погодност што се доволно паметни да не останат тука. Тука да бегаат во Европа и тие мигранти. Меѓутоа, контекстот кој ќе се создаде, односно се создава е тој. Тоа е едната работа. Втората работа е оној другиот контекст, тоа е политичкиот. А тоа е дека ние мора да научиме дека Сирија е типичен пример што може да се случи на секоја земја, не толку во делот на војната, меѓутоа кога ќе дојдете во една тешка ситуација, дури прашање на распад на државата или дали ќе опстане. И за неколку часа да пропадне државата или во неколку дена. Да. Вие имате ситуација во која таму повеќе од 7-8, ако не и 10 држави велесили би ги нарекол, секој го тегне јажето на својата страна. Тоа ќе ви се случи на секоја една земја ако ја доведете сопствената држава на едно такво ниво. Да. И тука нема стратешко партнерство, тука нема Европска унија, тука нема пријатели, тука има само чист и гол интерес. Затоа треба да разбереме дека ние ако не повторно ќе кажем функционираме во релативитет, компаративно со другите држави, во некој сојуз, во некој, ние немаме каде. Едноставно ќе ве распрачат интересите на поголемите сили. Сите тие што денес ние сметаме дека ни се пријатели, мора да разбереме дека во надворешната политика пред се пријатели нема. Има стратешко партнерство, има донации, меѓутоа сето тоа доаѓа со фактура на која има и ДДВ. Така што сакам да кажам дека токму Сирија за мене лично тоа е најважниот контекст кој треба да го извлечеме од тоа што се случува во Сирија ние и да не дозволуваме државата да дојде до такво нешто, бидејќи на Балканот си имаме сериозни проблеми, многу сериозни. И зошто сега тоа ќе го поврзам? Нека биде интеграцијата кон за нас. Да, интеграцијата кон Европска унија или интеграцијата кон било каква унија кон кој овој народ смета дека треба да оди или сојуз е добра. Зошто? Затоа што конкретно кон Европската унија, бидејќи можеби ќе донесе своји проблеми, но ќе ги елиминира, барем ќе ги неутрализира во голема мера овие што се кај нас за жал суштински. Што е тоа? Физички граници, територијални претензии, преку глупави моменти од аспект употреба на јазици, ваков ќе биде, таков ќе биде, на униформи ќе стоело на албански не. Значи федерализација, сите тие теми ќе бидат неутрализирани кога границите ќе изгубат значај, кога економскиот просперитет ќе биде поважен. Не алудирам дека тоа треба да биде Европската унија. Нека е било што, ако сега кон Москва гравитирате. Меѓутоа, ние како општество сме научени да имаме некаква цел која ќе не бутка. Дали порано тоа била идеологијата? Ние си бараме секој главниот град да ни е надвор од нашите граници. Дали бил тој непокор да бидеме независни? Дали се викал Да, ќе видиме кај ќе завршиме, да. Така, меѓутоа ни е потребен некој мотив кој ќе го води ово општество, бидејќи очигледно самите не можеме да се најдеме. Ја добивме државноста, односно независноста, имаме држава, имаме све, меѓутоа не можеме да се носиме со тоа. Ако некој поверува дека вие стварно не можете да водите држава самите, па зошто тогаш би ја воделе? Зошто да имате држава, нели? Може во таква една конотација тоа да се разбере. Па немојте тоа да го исклучите во некој еден контекст. Имаме уште многу малку време. За помалку од 2 недели Доналд Трамп треба да се врати во Белата куќа. Многумина се плашат, многумина се радуваат на тоа. Тој веќе експлицитно неколку пати кажа дека него Украина не го интересира, се што го интересира е мир во Украина. Тој мир, како и да го свртиме, е лош за Европа. Добар е веројатно за Русија,
може би уште подобар за Америка, но за Европа е лош. Какви ќе бидат импликациите од тоа за нас? Па, да, тоа Веројатно така, посредни, но негативни. тоа така се убаво звучи, меѓутоа мир и Украина не се две ексклузивни работи, туку се исклучително поврзани, така што ако сакате мир во Украина ќе мора да се замарате малце со Украина. Или ќе ве интересира или нема да ве интересира. Не можете да се тргнете од тоа да има мир. Како и да звучи ова. Сега се разбира дека потребен е мир. Не постои и за Москва, и за Киев, и за Вашингтон, за сите. Меѓутоа, повлекувањето, резервирањето на САД од големата политичка сцена нема да донесе мир ниту во Украина, ниту на секаде во светот. Бидејќи менувањето на светскиот поредок не иде преку ноќ, не иде преку еден Трамп кој ќе дојде на власт. Трамп за волја на вистината беше веќе еднаш председател на Соединетите американски држави, па и немаше бог знае какви драстични промени во светов, ниту пак тој спроведе некакви драстични промени. Само да го потсетам и нашиот народ дека ние во време на владењето на Трамп го променивме името, односно го потпишавме договорот од Преспа. Така што не иде тоа од еден човек. Соединетите американски држави се една огромна, долга структура на политика, негова одредена традиција, која може би во владењето на Трамп отскокнува полево или подесно, но тука е некаде на шините, така што сметам дека многу тешко ќе се дојде до мир во Украина со ваков настап, дури ако се договорат трите страни со посредство на САД. Дури ако тоа значи територијални анексии или како што да загуби пола држава Украина, дури тоа да се случи. Повторно сметам дека тоа нема да биде пресудно решение, долготрајно и одржливо. Примирие пред новата војна. Примирие, да, меѓутоа мир е многу тешко. Да се залежат раните, да се зацелат. Да, бидејќи не е само да сопрете Русија односно Украина, треба еден цел концепт што правиме сега понатаму. Бидејќи ова не е единствениот проблем во светов на кој му прети воен конфликт. Значи, ако се повлечете од целата таа политика и мафтате со таа синтагма мир во светот, сметам дека треба да имате и цврста платформа како тоа ќе го спроведете. Бидејќи до сега Соединетите американски држави воделе какви такви војни и за тоа формирале бази, проектирале политика и така натаму. Сега за да се спротивставите на тоа, не може да кажете и ние си отидовме, фала многу пријатно. Светот е толку многу глобализиран и поврзан, благодарени или виновници за тоа се самите САД, за сега вие да се повлечете од орото кое вие го водите. Мислам, тоа е многу наивно ако некој верува. Нема да биде прв пат во историјата една империја да биде сменета со друга, со трета или некој сојуз. И тоа е точно, само што тоа е процес кој не трае во една година, две, три. Апсолутно, да. Значи, веројатно ние нема ни да доживееме некоја промена, но светот се менува. Тоа мораме да го признаеме секој ден, иако не го гледаме. Таков како што е сега, подобро да се менува. Да, подобро. Па макар и да ризикуваме во кој правец. Раđelović, многу благодарам што и на стартот од новата година бевте тука кај нас во Слободен печат. Благодарам што се помоабетивме и очекувам следна прилика. Почитувани гледачи, вие останете со Слободен печат.